Поштувани гледачи, добро дојдовте. Уште едно издание на Агроспектар, вашата емисија, која што редовно ве информира и едуцира за квалитетно земјоделско производство. Во оваа емисија редовно ги следиме сите случувања од областа на науката, меѓутоа и се она што е актуелно во аграрот. Земјоделците во Република Македонија по се изгледа тешко можат да се организираат за остварување на своите интереси, за своите права. Се почесто се јавуваат здруженија, меѓутоа малку од нив на вистина работат на правата и интересите на вистинските земјоделци. Дали новото здружение кое што е формирано во Кавадарци ќе оди на вистина во насока на правата и интересите на лозарите? Имаме ново здружение кое што е формирано токму за таа цел, да се надминат сите досегашни проблеми кои што ги имаат лозарите, да се направи единство меѓу лозаропроизводителите, да се бара пласман на грозјето, да се бара цена за квалитетното производство, меѓутоа во производството да се контактира, да се користи и науката, да се користат сите оние научни пристапи кои што овозможуваат квалитетно земјоделско производство. Знаеме дека оваа година, кога е во прашање лозарството, поминавме доста тешко со откупот на грозјето. Големи проблеми, неизвестност и така натаму, меѓутоа сепак на крајот бербата заврши, родот беше откупен. Иако дел од родот беше со големи оштетувања од ботритис и останати болести кои што беа карактеристични за оваа година. За овие прашања вечера во Агроспектар ќе разговарам со председателот на новото здружение во Кавадарци, Тиквешки лозари, а воедно и дел од откупниот пункт Лазово Мовче, кој што годинава откупуваше винско грозје, заедно со мене Димитар Митрев. Добро ми дојдовте. Добро ве најдов, поздрав до сите лозаропроизводители, поздрав до гледачи на КТВ телевизија и баш еве ми е мило што поголем број од лозаропроизводителите по иницијатива нивна го формиравме ова здружение на лозаропроизводители за подобар род и поквалитетен род, со тоа што и пазарот ќе ни биде подостапен и надвор од Македонија, како во Македонија. Нашето грозје нема да биде толку зависно од винариите, затоа што проектите кои ние ги спремаме не се само за производство на вино, туку спремаме проекти за производство и на други производи од грозје. Проблемот во тиквешијата е застапен со грозјето, значи ние немаме проблем со виното си имат винариите, пошто ние имаме проблем со грозјето, лозаропроизводителите прво треба да произведат квалитетно грозје. Со квалитетно грозје, произведено нас како откупни центри, а и општо на сите винари е многу полесно да се даде производот. До сега, значи, имаме прво неедуцираност на лозаропроизводителите, која што допринесува до зголемување на недобриот квалитет на грозјето, а со тоа и намалување на цената и неможност да се пласира на друго место грозјето. Сето тоа е причина поради тоа што лозарите со години се оставени сами на себе, произведуваат поние традиционални навики, како што било во годините наназад и покрај тоа што климатските услови се променети, квалитетот на пестицидите и се останато. Токму таа е целта и што формиравте ново здружение, наталожени проблеми кои што со децении од осамостојувањето па и претходно ги тиштат лозаропроизводителите, беше повод да формирате Тиквешки лозари, ново здружение кое што рековте ќе работи во насока на интересите на лозарите. Ајде ќе почнеме со ред. Оваа година беше една од полошите во лозарството. Имавме добар род, меѓутоа имавме и род кој што беше значително оштетен од болестите и штетниците, па тој род и немаше каде да се купи. Се направија интервенции, се формираа откупни пунктови за со ковид мерка да се откупи. Вие бевте еден од откупните пунктови кои го купувавте оваа грозје. Кажете ни најнапред, какво беше грозјето? Вака, значи, пред се голема благодарност до градоначалникот на општина Кавадарци, затоа што испадна во сусрет на лозаропроизводителите, на граѓаните од Кавадарци, што со сопствени возила, на сопствен трошок, грозјето кое што беше откупено по ковид мерката, не се платише превоз до најмногу откупиме за Езимит. Целиот откупен род одеше за винарија Езимит, кој што на првиот званичен договор беше дека
че треба грозде да се носи директно таму. Тука изпадна градоначалникот, не помогна многу како нас лозарите. Јас пунктот го оставив на лозарите, фактички на лозарите, со без наши маржи и без ништо говорено да може да се откупи прво грозјето. Што сите не боле затоа што ние сме разнати во Кавадарци, живеем во Кавадарци и така да не боле за Кавадарци, доколку народот не е задоволен, значи ние од грозјето, ако пошто и со министерот, кога беме тука правивме муабет дека грозјето ни е наш стратешки производ и мораме да го тераме како стратешки производ. Затоа тука нас не ни интересира ништо друго, туку најмногу ни интересира квалитетот на грозјето и лозаропроизводителите. Усето ова голем придонес ни донеси професорот Ристо Вучков, голем благодарност до него и поздрав до професорот. Со тоа што професорот ни даде многу стручни совети, направивме многу лабораториски испитувања од страна на ластар, на грозд во прва фаза на формирање на гроздот. За тоа работа работим више 2 години, му дадовме на луѓето одветни препарати, резултатите беа неверојатни. Исто го направивме и оваа година. Тие што има земено со такви препарати на тие испитувања, значи добивме резултати нешто намалени малигани, ама само до 2 малигани. Значи има пак малигани над 19 што беа задоволителни за откуп на редовно производство на вино. Значи ние мораме, сакале или не челе, без разлика дали има ковид или нема ковид, затоа што ковидот не е само во Македонија. Производството на доброто грозје пак ќе се пласира најмногу во поранешните ју републики. Тие ни се најдостапни и се сепак наши партнери. Ама оваа година се јави друг проблем со пестициди во гроздето. Значи ние во Босна гроздето што беше вратено од Босна беше со 3 различни пестициди кои што се строго забранети за употреба. Значи тука нема никаква интервенција. Ние, ако сакаме да успееме во сето ова, мораме да се ориентираме проевропски. Значи мора да се заборават оние навики дека ќе подметнеме препарат кој што некогаш штител, а е отров од прва група, забранет за производство. Тоа се случи оваа година, запленето е такво грозје, вратено е назад. Ова тука треба значи да алармират дека лозарите мора да ја контактираат и користат науката. Вие велите дека една од целите на Сдруженијето Тиквешки лозари е токму тоа. Соработка со науката, се со цел да се добие квалитетно производство. Вака, значи ние, како јас председател на лозаропроизводителите, кои што ќе бидат за члените во нашето здружение, ќе настојуваме месечно барем да имаме два, да кажам, состаноци или свикани собери, дали тоа ќе биде во општина Кавадарци, да изнајме салата, дали тоа ќе биде киносалата, каде што ќе викнеме еминентни стручни лица, пак нешто спомнам како што е професор Ристо Вучков и други професори од земјоделски факултет, ќе имаме средби со Министерство земјоделие, значи со луѓе кои што работат повеќе од 20 години во Министерство земјоделие и се точно упатени со проблемите кои што настануваат околу самото земјоделско производство, дали тоа ќе биде грозје, дали ќе биде ред други производи, значи со еминентни луѓе кои што ќе можат да ни помогнат во доброто производство. Тоа ќе ни биде главна цел, а ќе настојуваме значи секој месец да имаме најмалку по 2 вакви собери, каде што ќе бидат поканети тие гости, ќе настојуваме оваа година. Моја иницијатива е, што можеме да направиме со производството на ова ракија од оваа година, алкохолот од оваа година и преостанатиот алкохол и ракија од претходните години. Затоа што во Кавадарци и Тиквешијата по некои не со слободни проценки, значи слободни проценки, по некои слободни проценки негде се смета над 2 милиона килограми ракија, литри ракија. Тие 2 милиона нема каде да одат. Затоа што кај на ракијата се продава на црна берза, купил вие малку, ама поради ковидот се намалува пазарот за пласман и побарувачката. Ние, односно Сдружението, јас одлучив да разговарам, сега и би ги замолил преку медиумите да ни испаднат сусрет дали тоа ќе биде алкалоид
че разговарям и со нив, и уште со некои други веледрогери, каде што алкохолот сега е најпотребен за заштита од коронавирусот, за заштитни средства, дезинфекционни средства, и тука да ни помогнат колку можат да ни откупат дел од производството на таа ракија произведена од лозаропроизводителите со договор меѓу лозаропроизводителите за цена и за ред други работи, или да ни овозможат да ни дадат заштитни препарати за наредната сезона, затоа што тие пари што се виши како такви во производство на ракија се пари кои што немат се затворени и лозарите веќе не можат да набават. Наредната година че не можат воопште да купат препарати, не може да ги работат насадите. Значи мораме интервентно да му помогнеме, барем да се преброде таа криза со препарати, затоа што најголемите трошкови на лозаропроизводители се со заштитните средства и џубривата. Ја мислам дека доколку испаднат во сусрет овие веледрогери да ни помогнат околу тоа, ние ќе успееме, ако не друго, барем да продолжиме со заштита и со производство за наредната година. Ако сето тоа добро го изработиме, добриот производ, земјоделски производ се продава сега, ако е тој добар. Значи и Европа е желна за добар производ. Ако ние не сме Европска унија, секој што иде, дали тоа од винариите кои што виното го дават на европскиот пазар, значи доста од кај нас виното се дава на европскиот пазар, они да се нивни собствени лаборатории, каде што они го испитуваат виното. Значи секое квалитетно вино и добро вино сигурно се продава. Веќе Сдруженијето е формирано, формално правно е активно. Господин Димитар, кажете ми кој се може да биде дел од ова Сдружение. Во самото формирање рековте дека политиката ќе биде настрана од ова здружување, туку ќе бидат интересите на лозарите. Како може да се стане член, значи околу таа нас? Значи, секој лозаропроизводител е добродојден во нашето здружение. За членувањето, затоа што ние како вакво здружение си користиме лични во моментот, јас лични мои средства, ќе направиме, значи секој лозар да плаќа некоја одредена членарина, за разлика од тоа, како здружение, ќе делуваме заедно околу откупот на грозјето, околу едукацијата на луѓето, значи секој лозар ќе ни биде добродојден околу ова, и мислам дека ќе има голема заинтересираност за тоа што више настапуваме проевропски, не можеме више да работиме како до сега што сме го работеле лозјето, и за тоа токму таа иницијатива која од моја страна се спроведи, више за 2-3 години ова го зборуваме со повише стручни лица, како да биде, што да биде, јас се одлучив ова година да го формирам тоа здружение и да одиме само по тој пат. Се друго е стоење во место или проблемите пресликување во секоја година. Рековме дека оваа година голем дел од грозјето заврши во домашните капацитети на лозарите, се произведе, рековме, голем дел од ракија. Меѓутоа, мал е делот на оние лозари кои што се враќаат на традиционалното производство на маџун, бидејќи од грозјето може да се преработуваат и многу други продукти кои што се корисни и веќе медицината докажува дека се полезни за здравјето. Таков е маџунот. Дали Сдруженијето ќе оди и во таа насока, да се работат проекти кои што ќе бидат во едукација на лозарите да произведуваат маџун? Да, значи една од проектите, Сдруженијето, значи нашето Сдружение, ние мора да посетуваме доколку ни овозможи, бидејќи дека со ова ковид кризата малку сме ограничени околу движењето, доколку ни овозможи. Значи ние барем председателите и некои дел од членството да можеме да посетуваме саеми, на кои што саеми може да стекнеме други пријателства, може да го понудиме ние тоа што го произведуваме. Јас разговарав со повише луѓе од Министерството за земјоделие, кои што се више, значи кажуваме повише години во Министерството за земјоделие, и мој предлог е од грозјето да се одреден број на луѓе кои би произведувале маџун на тој традиционален начин, идентичен еден со друг, да не се разликуваат, доколку по некоја или ИПАРТ програма или нешто можеме да го пакуваме и да го продаваме во малопродажна мрежа. Ама тоа да се знае кој број на луѓе би биле тие, доколку тоа се субвенционира од државата, пак да ги взимат субвенции, ако не е предадено во винарија,
ама да имаме нов производ од грозјето. И тоа да биде сертифицирано Сертифицирано, да, сертифицирано и фактички ќе имаме нов производ кој што ќе може да го пласираме како во Македонија, надвор од Македонија. Еве сега ќе ви кажам друг податок за тоа што маџунот како таков, ние правевме, јас уствари разговарав со повеќе кондиторски куќи кои што произведуваат кондиторија и они се заинтересирани да го стават како внатре во производите, дали тоа ќе биде ресторан или било кој друг производ, значи со вкусот на грозјето, со вкус на грозје. Доколку тоа го направиме, значи ние имаме повише проекти на кои што ќе работиме да може грозјето да се троше, да не биеме зависни од винариите, и кога би имале такво квалитетно грозје, тогаш самата цена ќе се смене тука на винариите кои сега нудат. Бидејќи квалитетно грозје ние ќе имаме извоз прво на самото грозје. Ние оваа година пробавме со извоз на грозје. Бидејќи не беше квалитетно грозје, значи видов што се случи, беше запленето грозје, беше врачено грозје, така да никој од купувачите потоа не се осуди да праќа грозје негде настрана од Македонија. А мерката која што ја понуди оваа година владата, да ги субвенционира и трговски друштва кои ќе извезат грозје, беше добра, само што ние немавме квалитетен производ, за да можеме да го пласираме надвор од Македонија. Нашите залагања ќе бидат нашиот производ да може да испадне од нашите граници. Тоа ќе ни биде прво и основно и ќе се бориме за тоа мора да бидеме проевропски ориентирани, мораме прво да користиме заштитни средства и џубрива кои се со регулативите на Европа. Значи тешки отрови, препарати забранети ни случајно не можат да се користат. Ни случајно. Бидејќи самиот лозар си го уништува здравјето на фамилијата, меѓутоа и на сите оние кои што ќе го консумираат грозјето. Истите тие препарати и штетни материи што ги има во грозјето, ги има потоа и во виното. Значи се случува од винариите да го изчистат виното, му треба 1 и 2 години. Не може да го продават наредната година виното, тоа што има пестициди сам виното, да го изчистат виното. Фактички они се во некоја загуба, бидејќи 2 години го врти истото вино. Вложуваат средства за Тоа лозарите, например, не го знаат, ама со едукација на лозарите до квалитетно производство на вино. Прво лозарите мораме да ги едуцираме да знаат што бара Европа од нас. Дека ние мораме да одговориме на тоа. Ако не одговориме на тоа, ние не можеме више да одиме напред, ќе останеме тука наредната година уште помалку и помалку. Целта на нашето здружение е да не се прекине лозаропроизводството. Има млади деца кои што више млада генерација кои што ги оставија лозовите насади, мислејќи дека Европа е подобро, а кога би имале можности тука да барем добро да живеат, никој не би помислил да ги остави. Како што беше низ годините далеку назад. Рековте дека ќе работите и во таа насока да се задржат лозовите насади, бидејќи се почесто се оставаат. Рековме дека можат да ве бараат лозарите, да членуваат. Едукацијата е многу важна. Исто така многу се греши при ѓубрење на лозовите насади, се фрлаат произволни количини кои што пак дополнително ја загадуваат почвата, а преку почвата тие содржини се трансформираат и во грозјето. Ке треба нас едукација сигурно и во тој дел. Вака, значи едукацијата во тој дел. Види сега, нашето здружение со овие препарати, со овие џубри што ќе користиме, целта ни е со помалку прскање да добиеме поголеми резултати, со помалку џубрење, точно онолку колку што треба џубрење, тоа да се стави. Значи кој елемент недостасува, тој елемент да се стави, за тоа да се направи. Значи битно е лабораториско испитување на земјата. Значи секоја година се врши лабораториско. Ние како здружение, јас мислам дека и подлежи под субвенции лабораторски испитување на земјата. Да. И секој лозаропроизводител тоа ќе може да си го дозволе, бидејќи со квалитетниот производ цената ќе биде поголема на грозјето, ќе може да плате и при тоа чим се поголеми ќе биде општо задоволство поголемо. И најнормално како што кажавме, ние ќе мораме, значи со овој квалитет на грозје да се ориентираме прво извозно. Тоа е и целта
на Министерство за земјоделие, бидејќи го промовира и министрот неколку пати кажа дека стратешки производ ќе ни биде грозието. За да не биде стратешки производ грозието, значи ни мораме да вложиме како во суровини и препарати, така може да мораме да вложиме и во човечки капацитети за тоа да може да се изведе како што треба да биде. И да се продолжи по една програма која што више ние ја спремаме, не само јас, таа програма е дадена да ни ја спремат стручни лица, пак се наврата на професор Христо Вучко, кој што е долги години има искуство околу сето тоа и ред други лица кои се нафана од Министерство за земјоделие, пак ќе кажам, значи доброволно да ни помогнат околу таа програма која што ќе ни биде зацртана не само за наредните години, во наредните 10 години да знаат луѓето што ќе работат. Така, дали се размислува и на промена на сортиментот, на изнаоѓање сорти кои ги бара пазарот, дали во таа насока имате предвидено активности? Во таа насока предвидуваме некои активности, значи сега преговараме со некои има фирми од Европа кои што се занимаваат стрикно со органско производство, кои се тие сорти на грозје, какви сорти, зашто се употребуваат. Ние да речеме имаме сорти на грозје кои што содржат доста добра блажина и може и направени се анализи и некои мали количини на добивено суво грозје. Од одредени сорти моментално што ги имаме грозје. Значи, само кај нас народ не е навикнат на таквото производство, кое што е многу по-добро за одржавка и цената му е многу повисока од досегашна цена да го дава како рефус грозјето, а и по-голем ќе му биде пласманот и полесно може да се извезе надвор од Македонија. Ние мораме да пристапиме кон такви сорти. Значи, нашето поднебие е стрикно поднебие каде што ние можеме да одгледуваме винско грозје со среден квалитет. Тоа се врањето и кршијата најмногу, но имаме делови, значи ние мораме да ги расподелиме сорти на грозје по делови, значи одредени микрореони каде што таа сорт се произведува таму, другата сорт се произведува на друго место. Види, оваа година има и друг проблем. Да речеме, ако го земеме Сопотско поле. Сопотско поле пред 20 години било цело време житарица и други едногодишни култури. Садено е лози каде што уште кога се вршели тие испитувања за време на тиквиш, значи таму никош не е садело лози. Сега се саде, значи таквото лозија не може да добие малигани, ама со помош на новите технологии може да се добие грозје кое што ќе биде со задоволителен квалитет за производство на некој производ. Значи да не се униште грозјето, се продолжи со производство, само треба да се види со што кое ќе биде најдоходовното нешто што треба да го направиме. Дури разговараме сега више никако тиквешки лозари, ќе направиме наш бренд на алкохол, ракија да речеме, која што исто така ќе биде мало продажба. Ево од гледата, значи, за производителите кои што произведуваат мали количини однос за приватните производители, 10 денари само акција, тоа е многу малку спрема на големите комбинати, каде што е, ја мислам дека евро и пол, колку беше, така нешто беше. Акцијата, тоа е голема поволност, само што ни треба некој, да речем, добар изглед на шише, целосно брендирање на тој производ. И така да ќе може мало продажба, и затоа сакаме да ги поделиме лозарите кои што ви произведуваат, цела Европа го прави. Грција тоа го прави, си тоа го прави. Значи, во наредните 10 години да може тој лозар-производител да знае што прави и само таму, и само на тоа работи, друго ништо не го интересира. А кај нас веќе со децении работата е оставена, произведува грозје, визбите не го сакаат и се наметнува криза која што ги премислува лозарите да ги оставаат насадите, а ова значи целосно преструктурирање во производството. Па да, види, тука се едно лозари, тука најголем проблем како откупен пункт еве, лично од мене тргувам, најголем проблем беше нас за тоа што луѓето немат квалитетно грозје, каде што подметнуваат неквалитетно грозје, одзгора со квалитетно го покриват, тоа од винарите е реакција, ме разбира, и ние сме у една неубава положба у средината меѓу лозар, производителот и винаријата, за да се избегнат сите овие неубави ситуации, за тоа, значи, застануваме здраво,
Ја мислам дека со овие кога презентиравме нашата програма од сите лозаропроизводители 90% добивме поддршка и луѓето се спремни значи да почнеме да произведуваме по програмата која што сега предвидуваме со стручни лица, со стручни совети, со помош од државата, значи Министерство за земјоделие, нас како лозаропроизводители не ни интересираат која партија ќе биде, што ќе биде. Нас ни интересира Министерство за земјоделие да функционира како Министерство за земјоделие, кој што ќе ни помогне цело време. А кога ние ќе имаме одреден стратешки производ, тогаш полесно е да бараме пласман. Има и други здруженија. Како гледате, дали би соработувале со нив, дали е во ред да дојде и до здружување на лозарите, бидејќи некако се потцепкани земјоделците во Македонија и затоа тешко доаѓаат до своите права, или би рекол тоа го прави политиката, а науката е надвор од сето тоа и затоа е тапкање во место со децении. Значи, ние сме широко отворени спрема сите, и спрема другите здруженија сме широко отворени, нема проблем за никаква соработка, дури мило ни биде да соработуваме. Сега, политиката си го прави неизменно, ние не сме политичари, ние сме лозаропроизводители. И затоа треба да гледаме околу лозаропроизводителството, а не околу политиката, што налага и како налага. Политиката е денеска вака, утре ќе биде инако, ама лозарството е гранка која што е со 30-40 години насадите трајат. Значи не е за една година, под година ако не може ова ќе биде тоа. Значи ние сакаме потполна поддршка од Министерство за земјоделие, без тоа кој би бил на власт и како бил на власт, и секоја влада која би дошла да се гордее со нашето лозаропроизводство. Тогаш сме постигнале стварно нешто во лозарство, постигнале стварно нешто и кој да биде на власт ќе му биде мило да зборува за нашето лозаропроизводство, за нашето вино, за нашето грозје кој се извезува. И тука не може да меше политик, само можеме да кажеме дека за да бидеме успешни мораме да работиме по европски нормативи што бара Европа и само така сплотени еден со друг. Не, значи ние мораме да соработуваме и со другите здруженија. Тоа е целта на заеднички интерес. Заеднички интерес ни е лозаропроизводителството. И тука се и лозарите, значи види, лозарите во моментот се група на луѓе кои што не може да екзистира. Значи они екзистираат купуваат препарати со парите што ги земат дали работи некој друго место плата, значи они не може да екзистираат од самото производство на грозјето. Бидејќи цената е далеку пониска од таа што реално чини килограм грозје. И оваа година како година со ковид мерка, значи ни беше поголем проблемот со неквалитетот на грозјето со ковид мерка. Значи поголем беше проблемот околу неквалитетот на грозјето. Драстично скапано грозје, оштетено, незапазена заштита, рокови за заштита, меѓутоа и климатските услови и она лоша година го направија своето. Во проценти земено оваа година негативно ќе се одрази финансиски врз лозаропроизводството, а тоа ќе биде сигурно и да кажам, очајување кај лозарите да се тргнат од лозарството. Меѓутоа, со сето ова што го велите, сепак има надеж дека иднината може да биде подобра само ако има организација меѓу производителите и почитување на науката, меѓутоа и се она што го бара светскиот пазар, бидејќи пред 20 години и сега не е исто. Да, не е исто. Видите, ќе се навратим пак што ако сега си издействуваме оваа залиха, пак ќе се вратим на ракијата што имаме, се даде да можат луѓето да земат пари или заштитни се, да може да се продолжи наредната, бидејќи ако не се направи овој момент, ние наредната година колку и да сакаме да го работиме, че немаме средства за тоа да го работиме. И колку да биде тоа квалитетно бара пари. Колку да биде квалитетно. Само што од сега за здравје за наредната сезона, тука и општина Кавадарци, више ставовите на општина Кавадарци се добро заземни дека ќе помага на лозаропроизводителството, че има некој, јас се надевам дека општина Кавадарци ќе одвои некој буџет за лозаропроизводител, за едукација или за било што, кај што
тој буџет ќе биде стрикно за лозаропроизводителството, бидејќи општина Кавадарци овие години е слаб, инаку ја мислам дека 50% од општина Кавадарци се парите што влеват од лозаропроизводител од лозарството. Тоа се доста добри финансиски средства кои што ја подкрепуваат општина Кавадарци и мислам дека спрема оваа година пак благодарност до градоначалникот што само општина Кавадарци успеа да продава грозје по ковид. Додека другите општини Доаѓаше ли грозје од другите општини на вашиот Да, и доста доаѓаше грозје од Неготино, доста доаѓаше грозје од општина Росома. Значи, сите овие општини кои што се засегнати со ова проблематика на лозарството, ќе морат заедно да работат на решање на проблемите. Секогаш лозарските работи или новата производна сезона започнува символично на Свети Трифун, иако голем дел од лозарите со кроење започнуваат далеку пред тоа, особено оние кои што имаат големи површини. Меѓутоа, праксата покажа дека за цена се разговара кога грозјето ќе почне да паѓа од виновата лоза, кога нема назад, кога грозјето мора да биде обрано. Дали вие како здружение ќе работите во таа насока, со самиот старт на лозарските работи да биде позната цената на чинење на килограм грозје, тоа да го направат стручни лица кои што имаат познавање околу тоа, надворешни експерти кои што немаат допирни точки со визбите и нема да ја држат страната на визбите. Исто така многу важен момент, дали цената треба да биде позната пред да се крои, за да знаат. Лозарите многу често велат, јас кога ќе знам каква ќе биде цената, ќе знам и каков квалитет да спремам. Како гледате, господине Митрев, во тој дел? Сега, во овој дел цената па се знае уште со само закладување. Зошто? Ако ние направиме добар производ и можеме овој производ да го изнесеме надвор од Македонија, значи многу лесно ги знаеме цените на грозите на чинење и во Црна Гора, и во Србија, и во Хрватска, значи више ни се познати тие цени. Ако ние имаме квалитетно грозје, знаеме кај да го извеземе, како тако и со одредени количини, ние можеме да разговараме. И Таранка му предложив и со премиерот кога имавме во Ангрото, тоа беше значи презентација каде што беме поканити лозарите, винарските визби, од откупните пунктови, за жал беме само 2 или 3 многу малку. Прашањето ми беше поставено дали во стоковната размена спрема сите бивши ЮР републики да го вметниме грозите. Ако ние взимаме од Србија, да речеме, сега кархирам Србија, жито одредени количини, со тоа да бидат они приморени да земат од нас некои одредени количини на грозје. Исто да го работиме со Црна Гора. Ама кога ни би имале квалитетно грозје, би го деле многу полет за тоа што лозаропроизводителството на Балканот е многу намалено. Да речем Бугарија, да заеме Бугарија од големи плантажи нема ништо. Таму низ Европа више тренд стана да имаш ресторант, винска куќа со 20 декара лози и ти си имаш одредено вино и тоа собствено вино и тоа само го продаваш. Нигде низ Европа више не се произведува грозје како што се произведува тука во Македонија. Значи луѓе кои што произведуваат големи количества на грозје, а немат собствен пласман, немат, не произведуваат собствено вино, ништо, туку мора да го дават на одредени винари или да прават целосно се зависни од винари. Да, целосно се зависи од винари. Затоа што кога би било квалитетно грозјето, многу е полесно да зборуваме и за цената, значи можеме од сега да ја знаеме. Затоа што сите винари од околу, ја во овој бизнес, да речеме, или во овој сектор сум веќе 10 години, доста разговарам со винари надвор од Македонија, посаени, значи они сите се желни за убаво грозје. Значи доброто грозје нема никош да остане. И цената ќе си ја добие само по себе. Значи се она што сега е проблем е неквалитетот, манипулациите, подметнувањата, непочитувањето на науката, почитувањето на некои традиционални односи. Тоа не го бара веќе светскиот пазар. Непочитувањето на науката нас не воде само во негативна конотација. Ништо позитивно не добиваме од тоа, ако ние мислиме дека некогаш се напрскало еднаш или два пати или три пати. Види, ако земеме општо,
кога медицината значи оде напред, не се користи традиционални мерки на лечение, истото е и со грозието, исто се, значи затоа се измислуват и промовират нови препарати, нови защитни џубрива. Затоа и Европа, значи за органското производство се извојуват големи суми на пари, затоа и програмата. Како здружение би работели или во таа насока да се одделат лозари кои што ќе произведуваат органско грозје, токму за овие преработки на маџун? Да. Ако тоа ние го направиме, значи ние че имаме точно одреден број на купци, кои купци прво ќе ги најдеме купци, кои би го купили тоа. И тогаш лозар производител е сигурен што произведува. Затоа што тоа се купци надвор од Македонија, тоа се купци кои имаат висок рейтинг во производството на маџун. Ние доволно е ако потребите нивни ги задоволиме само со гроздјето, ќе бидат заинтересирани да го земат од нас гроздјето. Спрема тоа колку што е нашиот стандард низок, ние имаме најевтино производство на грозје. И оваа година, пак ќе напоменам, со вакво неквалитетно грозје, добро е што во цела, да речеме 80% од Европа се остави гроздјата не се обран, кај што зема субвенции. Италија беа субвенции 300 евра. Значи 300 евра е кај нас од екар се зема, таму беа 300 евра. Значи, а колку се нивните трошкови, колку се нашите трошкови. Така isплатливо е, само треба да се престроиме и да се организираме и точно одредени сорти на грозје мораме да се садат на точно одредени локации. Секоја сорта си има своја карактеристика која што бара и надморска височина и останати работи. Господин Митрев, која ќе биде пораката од оваа емисија до нашите гледачи воедно лозаропроизводители од Тиквешијата? Значи пораката заедно с Сдружението Тиквешки лозари мораме прво да ја почитуваме науката, пред се само таа ни водиш кон квалитетно грозје, квалитетен производ, да се само почитуваме и само така би можеле да успееме понатаму. Со производство на грозје, со подобар живот и за борбата сето ова ние само да се дојде до подобра екзистенција на лозаропроизводителот, да не бидеме терет на државата, дека лозарството премногу се финансира од државни пари. Туку лозарство треба да биде гранка која што ќе биде меѓу приходните гранки на државата, од кои што ќе има голем бенефит државата, со изводот на вино, со изводот на грозје. Само наша должност е да ги почитуваме, значи науката да ја почитуваме, да добиеме добар квалитет, а сето друго само си и ценат ќе си дојде, се ќе си дојде по своје. Затоа што више секогаш е намалено лозаропроизводителството, кај нас е више 30% намалено. Меѓутоа сепак е во голем обем. Заинтересираност од винари како од Балкан, така и од Европа има. Само мораме, сега е моментот да тргнеме по вистински пат и да тераме по тој пат. Тоа е единствениот и правилен пат за по-добро производство и за по-добар живот на лозаропроизводители. Да не се остави лозјето да не се остави ова лозаропроизводителска гранка, затоа што више ние немаме во Македонија на што друго да се ориентираме. И да не загубиме традицијата на овој регион. Традицијата никој да не се загуби, ама да бидат задоволни лозарите, затоа што порано јас, значи, ние сме били многу мали кога викаат деден Ирод правеме куќа. Сега е мислов на именка. Да, се насмееме малку. Мораме да го вратиме тоа. Само се организиран пристап. Само се организираме и тогаш можеме да задржим прво младината, да не ни бега настрана. И да работи на лозија надвор од државата. Да не ни бега надвор од државата, затоа што лозаропроизводителство како гранка е захтевна гранка, сака доста работа, доста посветеност. И кога би било сето тоа економски исплатливо, јас мислам дека чим е економски оправдано, мислам дека сме постигнале вистинскиот резултат за кој што сега залага. Ние како телевизија ќе стоиме на ваша страна секогаш да ги презентираме вашите барања, се она што се ваши активности, соработката ја започнуваме и секогаш ќе следиме се она што е актуелно, меѓутоа и ќе ги едуцираме лозарите. Да, секогаш ќе бидете на секој наш
Значи, собир ќе бидете вие поканети како медиум, кога ќе имаме, значи, кажавме дека ќе имаме доста гости, за едукација, за едукација, за едукација, значи за луѓе да ги едуцират од страна, значи економска страна, да се види што е, од страна на науката, од страна на колку сега више ни се достапни и да си задам машин за производство дали на гроздов дали се е више машин механизирано, низ Европа, значи саемите толку се више ефтини тие машини, што ние можеме како здружение да изискуваме дел од тие лозаропроизводители кои ќе се бават тоа да дојдат до многу полесен начин на механизација и да се зголемат нормите на производство, со помалку работа да добием поголеми норми, така да ни биде исплатливо. Меѓутоа, сето тоа зависи од организацијата. Благодарам што бевте наши гости и ви посакувам успех во она што го замисливте и сакате да го реализирате за доброто на лозарството. Тоа е единствениот пат кој што више ни преостана за да го зачуваме лозарството. Мислам дека добро сме прифанети од лозаропроизводителите и сме на добар пат. Секој добро. Благодарам. Беше ова уште едно издание на Агроспектар. Го посветивме на новоформираното здружение Тиквешки лозари, кое што ќе действува во Тиквешијата со цел изнаоѓање на пласман за грозието, меѓутоа и едукација на лозарите за добивање на квалитетно производство кое што треба да ја диктира и откупната цена. Наш гостин беше Митрев Димитар, председател на ова здружение. Се надевам дека веќе размислувате во таа насока за преструктурирање, за организирање, бидејќи само тоа е иднината од веќе пропаднатото лозарство. Само доколку се организирате и преструктурирате, може да има есап, што би рекле народски кажано, од производството на грози. Инаку ќе се повторуваат секоја година истите приказни проблеми пред самиот откуп и за време на откупот. Ова беше уште едно издание на Агроспектар, имајте секој добро со нашата програма.